зедовме обврска да ве информираме постојано за надзорите кои што ги вршиме и за информациите кои што ги имаме од терен согласно тоа како ги добиваме. Бидејќи имавме постојано прашања од вас, решивме на заедничка пресконференција да ги соопштиме резултатите кои што ги имаме од овие неколку денови после викендот. Така да веќе за време на викендот во понеделник мислам дека ве информиравме колку имавме надзори и како се одвива. Јас денес заедно со викендот кој што го имавме резултатите и она што во меѓувреме до вчера го имавме како информација, ќе го споделам со вас. Значи во овој период по основ на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки извршени се само по тој основ околу 200 надзори во кај трговците на мало и дел кај трговците на големо, при што од извршените надзори утврдени се кај 41 субјект прекршоци кои што се по основ на закон за трговија и по основ на закон за прекршоци, за потрошувачи, по основ на одлуката за непочитување на одлуката за посебни услови за трговијата, кај 19 субјекти се констатирани прекршоци и издадени се веќе и прекршочни платни налози. Кај 10 субјекти се спаѓаат во големи трговци, каде што платните налози се по 7.000 евра во денарска противвредност и 350 евра во денарска противвредност за одговорното лице. Кај 3 субјекти се изречени платни налози по 3.000 евра во денарска противвредност за правното лице и 200 евра за одговорното лице во денарска противвредност, додека кај 18 трговци издадени се прекршочни платни налози за непочитување на законот за трговија по однос на евиденцијата дека не се наоѓа во трговскиот објект, односно во деловниот објект, што е, како што ви кажав и минатиот пат, основ за да се утврди дали се почитува или не одлуката за ограничени маржи која што е донесена. Исто така имаме и кај еден субјект прекршочни платни налози издадени за по основ на нечесно пазарно однесување, бидејќи е констатирана залиха во магазинот на масло која што не беше изложена во рафтот на денот на контролата. Исто така издадени се и кај три објекти каде што се врши трговија прекршочни платни налози за каде што по закон за заштита на потрошувачи, кое што се однесува за условување на купување на едни производи со купување на други производи или друг начин на условување, што е казниво по закон за заштита на потрошувачите. Казната е 4.000 евра во денарска противвредност за правното лице и 1.200 евра во денарска противвредност за одговорното лице. Тоа се отприлика делот на прекршочните платни налози кои што ги имаме издадено во овој период и основот по кој што се издадени. Исто така сакам да апелирам дека не се само казните мерило дека ние ја бркаме работата или дека имаме ефикасност во нашето работење, бидејќи со самото појавување наше на терен голем дел од трговците буквално вод ги менуваја цените и ги усогласуваја, така да мислам дека тоа што сме постојано присутни на терен, дека има резултати и дека во овој момент имаме се помалку и помалку пријави каде што имаме реакција дека немаме масло или дека немаме одредени производи на рафтовите. Сакам да кажам дека најголем дел од контролите беа по основ на масло, брашно и леп, меѓутоа веќе почнавме и со контроли каде што се утврдува дали се почитува маржата од 3% на трговијата на мало и 4% на големо. Имаме извршено надзори кај трговци на големо, каде што ќе следуваат прекршоци за кои што сега во моментов не можам да ви соопштам кога ќе биде завршена до крај контролата, бидејќи големите трговци бараат и поголемо време или подлабока контрола за надзор, меѓутоа од она што е констатирано имаме ситуација во која што
се направил обид маслото кое што било набавено по стара набавна пониска цена да биде продавано со ново набавената цена, и тоа е прекршок со кој што веќе е констатиран. Меѓутоа, тоа што е добро е дека вратени се цените така како што и се набавени, бидејќи одлуката подразбира дека набавната цена мора да биде иста со продажната. Цените се вратени, исто така на оние трговци каде што им е издадено маслото, ќе им бидат направени одобренија за сумата на пари. Исто така, веќе договоривме или денес се вршат инспекцијски надзори, бидејќи тоа го најавивме кај производителите на масло, кои што се во државата. Она што сакам да ве информирам и да пренесам пораката, дека само во еден од производителите каде што веќе е завршена контролата, имаме рафинирано масло кое што е веќе спремно за пакување, кое што е доволно во количини за 3 месеци, согласно претходната потрошувачка и динамика која што е имал производителот. Исто така имаме и дополнително сировина која што е исто така доволна за 3 месеци, што значи дека во овој момент немаме проблем околу тоа дека ќе имаме недостаток на масло за јадење. Дополнително сакам да ве информирам, има и залиха во количини над 100.000 литри кои што исто така ќе се дистрибуираат кон трговците деновиве кои што следат, секако согласно побарувачката, бидејќи ние тоа не можеме да го диктираме кои трговци ќе побараат да купат, и по однос на цената исто така сакам да ве информирам, таа е во рамките на она што е очекувано, со минимални зголемени трошоци во однос на она што како маслото се продаваше во изминатиот период. Од прилика таа е околу 100 денари, која што согласно одлуката би се движела во малопродажба до 104 денари во овој момент. Сега дополнително, дали ќе има некое дополнително поскапување, ние исто така вршиме надзор и околу тоа на кој начин ги калкулираат производителите трошоците и дали се тие во рамките на она што е прифатливо, односно кажано согласно одлуката, бидејќи треба да презентираат и соодветни документи на кој начин се зголемиле трошоците на производство. Имавме во повеќе градови јавувања дека има недостаток на масло. Верувам дека тоа е заради тоа што имавме голема побарувачка и потрошувачка во изминатите денови и дека можеби не е стасано со дистрибуција во сите градови и маркети. Денес имавме јавување од Источна Македонија, меѓутоа нашите инспектори се на терен да проверат дали навистина нема залиха или се работи за нешто друго. Меѓутоа во текот на денот како ќе стигнуваат информациите, ние ќе ги имаме во предвид и секако ќе се постапува доколку има потреба. Ви кажав дека почнавме и кај големите трговци и таму имаме производи на залиха кои што треба да се дистрибуираат до малите трговци, така да сакам да упатам апел дека нема потреба од паника, дека има недостаток и дека и кај граѓаните, меѓутоа и кај сите што сметаат дека ќе имаме недостаток, она што ние го имаме како информација потврдено, документирано е дека имаме масло за јадење на залиха. Ви кажав и претходно и дека нема потреба од купување на огромни залихи и сметам дека во најбрз можен рок ќе се воспостави редовно снабдување на трговските објекти и редовна продажба. Исто така, значи сакаме да упатаме еден апел и кон граѓаните и кон вас новинарите, за да ја пренесете пораката дека ние постојано ќе бидеме на терен и сме на терен, ги контролираме трговците и нема да дозволиме да имаме манипулации од страна на трговците, дека максимално ќе бидеме вклучени за спроведување на оваа одлука и на сите други закони по кои што постапуваме. Бараме да имате доверба и трпение и да имате овакво чувство дека навистина
навистина како орган се грижиме максимално да ги спроведеме нашите обврски кои што ни се дадени. За се стоиме на располагање, сите што имате прашања по однос на одредени работи кои што ние ги имаме во надлежност и граѓаните ги слушаме постојано и нивните јавувања, постојано постапуваме, така да сметам дека колку што имаме капацитет максимално сме вложени за да ги, како што кажав, спроведеме одлуката која што е дадена без да има манипулации, без граѓаните да бидат оштетени во ова ситуација, се со цел, како што е и целта на владата да се заштити животниот стандард во услови на криза.